Маријан Мицкоски на Собраниската седница за пратенички прашања изјави дека Македонија и во претстојниот јунски извештај за реформската агенда ќе биде меѓу подобро оценетите земји, посочувајќи дека државата ќе биде чекор напред во процесот на европските реформи. Во своето обраќање, премиерот се осврна и на состојбите во правосудниот систем, при што нагласи дека очекува значително побрза и поефикасна испорака на правда во споредба со досегашната пракса. Сите ќе се сложиме дека правдата е премногу бавна или воопшто ја нема и дека не сме задоволни, изјави премиерот, додавајќи дека граѓаните со право очекуваат поефикасни резултати. Мицкоски посочи дека во моментот постојат околу 120 до 130 ревизорски извештаи, доставени до обвинителството, во кои според него се констатирани бројни неправилности. Очекува институциите да постапуваат врз основа на тие наоди. Нагласи дека владата обезбедила подобри услови за работа на правосудните органи, вклучувајќи донесување на закон за судски совет, предлог закон за јавното обвинителство кој е во собраниска процедура, зголемување на платите на судските службеници за 40%, како и 200 нови вработувања во системот. Премиерот се осврна и на одлуката на Уставниот суд за враќање на платите на судиите, нагласувајќи дека владата ги почитува институционалните одлуки, но дека нема да има дополнителни зголемувања без конкретни резултати. Додаде дека доколку одредени реформски чекори не се реализираат, земјата сепак ќе биде подобро оценета од дел од земјите кои се сметаат за водачки во процесот, како и дека владата ќе продолжи со спроведување на останатите реформски опрски. Во Македонија со мултипла склероза живеат околу 2500 лица. Лани биле регистрирани нови над 100 пациенти, бројка што се повторува скоро секоја година. Според Националното здружение за мултипла склероза, иако медицината бележи напредок во третманот со болест, лицата со оваа болест и понатаму се соочуваат со бројни предизвици, од доцна диагностика и ограничен пристап до терапија, до стигматизација во општеството. Во време кога се поголем број луѓе се соочуваат со предизвиците што ги носи мултипла склерозата, Сдруженијето на пациенти денес испрати порака за поголема поддршка, информираност и институционална грижа за лицата што живеат со оваа болест. Неопходна е поголема јавна емпатија, подобра информираност и посилна институционална поддршка, порача оттаму, нагласувајќи дека болеста бара системски пристапи и континуирана грижа. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски посочи дека доколку пилот фазата даде позитивни резултати, моделот ќе се прошири во други градови, со што дополнително ќе се олесни пристапот до терапија и ќе се намалат трошоците за овие пациенти. Паралелно, директорот на клиниката за неврологија Јован Божиновски информираше дека се работи на набавка на нов апарат за магнетна резонанца, кој би овозможил и побрза и попрецизна дијагностика на болеста. Додаде дека буџетот за лекови за мултипла склероза за оваа година е зголемен на 451 милион денари, што овозможува и поголем опфат на пациенти. Според него, околу 600 пациенти веќе се на високо ефикасна модифицирачка терапија, што значително го намалува ризикот од релапси и долгорочен инвалидитет. Во глобален контекст се проценува дека над 2,8 милиони луѓе живеат со мултипла склероза. Болеста најчесто се јавува кај лица на возраст меѓу 20 и 40 години, додека појавата во детството е поретка, но сепак значајна според медицинските статистики. Иранските вооружени сили соопштија дека извршиле напад врз американска воздухопловна база како одговор на претходен американски удар во близина на аеродромот Бандар Абас. Во соопштението не е наведено за која конкретна база станува збор, но беше испратено предупредување за порешителен одговор во случај на нови напади, пренесе новинската агенција Тасним. Странските медиуми истовремено јавуваат дека цел на нападот била американска база во Кувајт, каде што се стационирани американски сили. Нови информации за сега не се официјално потврдени. Непријателот знае дека агресијата нема да остане без одговор, се наведува во соопштението на иранските вооружени сили, со што дополнително се зголемуваат тензиите во регионот и неизвестноста околу одржливоста на прекинот на огнот меѓу САД и Иран. Ескалацијата следува по претходни американски напади, за кои Вашингтон тврди дека биле изведени во самоодбрана и биле насочени кон бродови за кои постоеле сомнежи дека поставуваат мини во стратешки води. Паралелно со воените случувања се појавија и спротивставени информации околу дипломатскиот процес. Иранската државна телевизија објави дека постои почетна неофицијална рамка за меморандум за разбирање меѓу двете земји,
кој предвидува повлекување на американските сили од близина на Иран и укинување на одредени ограничувања за иранските пристаништа. Сепак американската страна остро ги демантираше овие наводи, нарекувајќи ги целосна измислица и нагласувајќи дека не постои таков нацрт договор. Во оваа атмосфера на меѓусебни обвинувања и воени инциденти, аналитичарите предупредуваат дека секој нов напад може дополнително да ја продлабочи кризата и да доведе до прашање напори за стабилизација на регионот. Русија и Авганистан, кој е под власт на талибанското движење, подпишаа договор за воена соработка во средата, што представува значаен чекор во понатамошното заеднување на односите меѓу Москва и Кабул, пишува Политико. Иако прецизните детали од договорот се уште не се објавени, афганистанскиот министер за одбрана Мохамед Јакуб изјави дека документот представува проширување на билатералната соработка меѓу двете земји. Тој нагласи дека соработката со Русија е важна за Авганистан и дека постои заедничка желба за продлабочување на односите, имајќи ги предвид долгогодишните историски врски. Средбата се одржа на Меѓународниот форум за безбедност во Москва, каде Јакуб се сретна со секретарот на Советот за безбедност на Русија Сергеј Шојгу. Во своите изјави двете страни ја нагласија потребата од стабилни и прагматични односи, особено во безбедносната сфера. Историско гледано и односите меѓу двете земји се сложени, особено по советската интервенција во 1979 година и последователната војна која остава главните последици. Подоцна, за време на американското присуство во Авганистан, односите остануваат обележани со недоверба и геополитички тензии. Сергеј Шојгу ги повика западните земји да ги укинат санкциите против талибанските власти и да превземат одговорност за својата улога во претходните децении во регионот. Во исто време, пристапот на Западот останува повнимателен. Европската комисија потврди дека контактите со талибанските представници постојат, но дека тие не представуваат официјално признавање на режимот. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне во повеќе делови од државата се очекува нестабилност, проследена со пуроен дожд, грмежи и засилен ветер, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата на УХМР, локално процесите ќе бидат поинтензивни и ќе има услови за невреме, со пообилен пуроен дожд, силен ветер со брзина над 60 км/ч и можна изолирана појава на град. Утринските температури ќе се држат од 9 до 18, додека дневните од 20 до 32 степени. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за краткотрајно невреме. Минималната температура во главниот град ќе се спушти до 15 степени, максималната ќе достигне до 30 степени.